Здраво, ние сме вашите пријатели. А како ваши пријатели, нам може да ни ги доверите сите тајни. Јасно е дека живееме многу динамичен живот. Имаме се помалку слободно време, а се повеќе обврски. Работа, семејство, поголема желба за дружење, но и повеќе стресови. Затоа не губете време повеќе откако ќе го слушнете ова. Земете го вашиот миленик и подарете си моменти исполнети со среќа, радост и многу позитивна енергија. А доколку немате, тогаш не двоумете се ни минута повеќе, земете си миленик, кој ќе се вклопи во вашиот стил на живот. Затоа што домашните миленици ја даваат најискрената љубов и најголемата среќа. А ние, вашите пријатели, сме секогаш тука за вас, да ве едуцираме и на забавен начин да ја разбудиме желбата за милениците, која што сигурно има во секој од вас. Ова е уште едно наше заедничко дружење. Следете не наредните 30 на минути. Денес ќе разговараме за раса на кучиња кои што се многу убави, барем според мене, затоа што јас ги одгледувам. Тие пленат со својата убавина и се многу грациозни. Тоа е расата сибирски самоед. А нешто повеќе за нив ќе ни каже Сонја. Здраво, Сонја. Здраво, добре дојдовте во нашиот дом и нашата одгледувачница од Мано Сиберијан. Од кога се занимавате со одгледување на сибирските самоеди? Ние се занимаваме со одгледување на самоеди од 1999 година и нашата одгледувачница е регистрирана во Светскиот сојуз за кинологија во Брисел. Тука да напоменеме дека вашата одгледувачница е една од првите што е за сибирски самоеди, а можеби и првата, нели? Да, тоа е првата регистрирана одгледувачница во Македонија. Зошто се одлучивте токму за расата сибирски самоед? Како што и вие спомнавте, не плени грациозноста, изгледот, темпераментот, карактерот на самоедот и затоа решивме да го имаме во нашиот дом. Каде го видовте за прв пат? Па за прв пат го видовме на слики, значи читавме доста за неговиот карактер и така одлучивме да земеме самоед. Сонја, а од каде го донесовте вашето прво куче? Нашето прво куче има потекло од Чешка, потоа веќе увезовме други кучина, едно од Словенија, од Франција, па така се зголемуваше бројот на нашите кучиња. Сега имаме 5, од кои 5 се во нашата одгледувачница и 2 во косопственост, едно е во Бугарија. Сонја, а од каде го донесовте вашето прво куче од оваа раса? Да, Арон е нашето прво куче и тој беше земен во улога на миленик. Не знаевме дека имаме добар квалитет, тогаш не бевме ни свесни за неговиот квалитет, така да и неговата кривица што ние започнавме со одгледување на самоеди, бидејќи отидовме на една-две изложби, каде што постигна многу добри резултати, така да потоа зедовме женка и се ширевме. Дали може да ни кажеш нешто повеќе за историјата на оваа раса на кучиња? Сибирските самоеди, нивна матична земја е Русија, поточно Сибир, и тие служеле првично за чување на стада на ирваси, потоа за топлење на деца во ладните зимски ноќи и биле некако што сега ги знаеме во бела боја, значи ги биле во црно-бела, ги имало кафјави, но понатаму истражувачите кои биле во Русија пренеле неколку единки, тоа бил Роберт Скот, пренел во Англија и тие се првите почетоци на одгледување и усовршување на расата на самоедот. А нешто повеќе за стандардот? Па би било добро да се спомни за стандардот, бидејќи она што се случува во нашата земја, наместо да се унапредува расата, многу луѓе и од незнаење кои работи треба да поседува еден самоед, нашата раса се уназадува, да речам, така да би било добро со задоволство ќе представиме стандардот. Оваа снежно-бела и на волшебен начин секогаш чиста влакнеста топка потекнува од Русија, поточно од Сибир, а името го добила според своите први господари, племињата ненеци или самоеди. Тоа куче промислено било селектирано и неговиот ловечки нагон бил искоренет, бидејќи неговата основна улога била собирање и терање на стада ирваси. Со
Самоедот не би знаел што да прави со овечкиот нагон дури и кога би се појави. Неговата примерна задача била да ги тера стадата ирваси по точно утврден правец, а бидејќи тие кучина никогаш не се уморуваат, биле доста ценети во својата работа. Од голема важност било да се потисне и најмалата искрена желба за ловење на животни што се под нивната заштита. Самоедот е одгледан да тера стадо и да влече санки, но никогаш да убива. Во 1889 година истражувачот Роберт Скот во една експедиција донел во Англија неколку самоеди. Таму расата е селектирана и проширена по целиот свет. Иако Русија е неговата матична земја, FCI го прифатил англискиот стандард за таа раса. Сепак, по неговото распространување во Европа и Америка, популарноста му е донел неговиот изглед, а не неговата издржливост и снага. Иако некаде се уште се користи за влечење или за трки со санки, квалитетите поради кои самоедите се одгледувани главно се заборавени. Тој денес се одгледува заради неговата убавина и добар карактер. Самоедот е идеално куче за забава, интелигентно и убаво, нежно и внимателно со деца. Неговиот израз е природно весел, се дружи и контактира весело со сите луѓе и животни. Самоедот воглавном е куче за работа, треба да представува слика на убавина, припремност и јачина, со агилност, дигнитет и грациозност. Бидејќи неговата работа се наоѓа во студена клима, неговото крзно треба да биде тешко и отпорно на времето, добро истимарено и со добар квалитет повеќе од колку квантитет. Мажјакот е порунта со женката. Не треба да биде долг во грбот, бидејќи слаб грб би го направил практично бескористен за неговата работа, но во исто време кратко споено тело би била голема непогодност за влечно куче. Самоедот треба да биде чисто бел и во боја на бисквит, крем или целиот со боја на бисквит. Сите други бои го дисквалификуваат. Одгледувачите би требало да бараат златна средина, тело не долго, туку мускулесто, со длабоки гради и добро распоредени ребра, јак брат, правилно лице и посебно јаки слабини. Мажјаците треба да изгледаат мажествено, без непредупредувачка агресивност. Кучките женствено, без слабост на градбата или очевидна мекост на темпераментот. Кучките може да бидат малку подолги во грбот од мажјаците. И едните и другите треба да изгледаат издржливо, но без грубост. Заради длабочината на градите која е потребна, нозете треба да бидат умерено долги. Куче со многу кратки нозе не се цени. Задните крајници треба да бидат посебно добро развиени, долните бутни мускули добро свиени и било каков показател на нездрави долни бутни мускули треба строго да биде казнет. Општиот изглед треба да го вклучува и движењето и општата конфирмација што индицира биланс и добра градба. Самоедот треба да поттрчнува, не да чекори. Тој треба да се движи со брз агилен чекор кој е добро темпиран. Одот треба да биде слободен, урамнотежен, енергичен со добра должина на предните крајници и добра движечка сила на задните крајници. Кога поттрчнува, треба да има јака задна подвижна сила. Кога се движи со бавенот или поттрчнување како што се зголемува брзината на нозете, постепено прават агол навнатре, се додека шепите конечно не паднат на една линија директно под должинскиот центар на телото. Черепот е во облик на клин, широк, малку во форма на венец, главата не треба да биде тркалезна или во облик на јаболко и треба да формира рамностран триаголник на линиите помеѓу внатрешната основа на ушите и централната точка на крајот. Муцката со средна должина и широчина, ни груба, ни пресечена, треба да се стеснува при крајот кон носот и да биде во пропорција со големина на кучето и ширина на черепот. Муцката треба да има длабочина, мустајките не треба да се отстрануваат. Крајот на муцката не премногу истурен, сепак добро дефиниран. Стопот кај овој примерок не е коректен. Овој стоп е коректен.
се однесува до носот, се предпочита црн, кафеав, розе или дадли нос не се казнува. Бојата на носот понекогаш се менува со староста и со времето, така да во зимно време носот може да добие посветла боја. Самоедот има јаки, добро поставени заби, правилно се преклопуваат со загриз на ножици. Се казнува протурзија на горната или долната вилица. Кај самоедот се предпочитаат црни и малку закривени нагоре усни, во аглите на усната да формираат самоед насмевка. Линијата на усните не треба да изгледа грубо, ниту да паѓа кај аглите на устата. Ушите се јаки и дебели, исправени, триаголни и малку заоблени на врвовите. Не треба да бидат големи и заострени, нити да бидат мали или мечкини уши. Ушите треба да одговараат на големината на главата и големината на кучето. Треба добро да бидат разделени, но да бидат во границите на надворешната ивица на главата. Треба да бидат подвижни и однате добро прекриени со крзнот. Крзнотство треба да биде полно и да штрчи пред уштите. Должината на угото треба да биде иста со растојанието од внатрешната основа на угото до надворешниот агол на окото. Кај овој примерок имаме уши кои се многу големи. Овој самоед има уши кои се многу разделечени. Кај овој примерок ушите се добро поставени, коректно држани. Очите се предпочитаат да бидат темни, треба да бидат сместени на добро растојание и длабоко всадени, со облик на бадем, а долниот капак да се накосува кон замислена точка приближно до основата на ушите. Се предпочитаат темни очни рабови, се казнуваат тркалезни или испакнати очи. Сини очи значат дисквалификација. Вратот кај самоедот е силен, со доста мускули, го држи гордо исправен, наместен на паднатите рамена со грациозен свод. Гребенот го формира највисокиот дел на грбот. Слабините се јаки и малку засводени. Грбот треба да биде прав со слабините, среден по должина, многу мускулест, ни долго, ни кратко споен. Кучето треба да биде скоро како коцка. Должината да биде околу 5% подолго од висината. Дозволено е женките да бидат малку подолги од мажјаците. Стомакот треба да биде добро обликуван и со цврсти мускули, со задниот дел на тораксот да биде свиткано во блага кривина нагорно. Сапите мора да се полни, благо накосени и мора да продолжуваат неприметно кон коренот на опашката. Градбата е осогласувањето на коските и мускулите што ја заокружува рамнотежата со конструкцијата. Коските се потешки отколку што би се очекувало кај куче со оваа големина, не толку масивни што би ја намалило брзината и агилноста кои се небарани кај еден самоед. Во сите градби коските треба да бидат пропорционални на големината на телото. Самоедот никогаш не треба да биде толку тежок да изгледа трапаво, ниту прелесен да изгледа како тркачко куче. Тежината треба да биде соодветна на висината. Нозете треба да бидат паралелни и прави во мускулот на чепата. Мускулите на чепата треба да бидат јаки, снажни и прави, но флексибилни со мало обтегнување за правилно спуштување на стапалата. Заради длабочината на градите, нозите треба да се умерено долги. Должината на ногата од телото до лактот треба да биде околу 55% од вкупната висина на гребенот. Многу кратки нозе нема да се ценат. Рамената треба да бидат долги и накосени 45 степени и да бидат цврсто поставени. Отстапувањето кај лактовите и рамената треба да се казнува.
Стапалата се големи, долги, плескани. Зајачко стапало, малку проширени, но не расширени. Во природен став, стапалата не треба да се свртени ни навнатре, ни нанадвор, но можат малку да се свртат навнатре при влечење. Ако се завртени нанадвор со прсти завртени навнатре или со мачкини стапала или расширени, се сметаат за неправилни. Перија на стапалата не се премногу значајни, но се пожелни кај женките. Опашката мора да биде средно долга, со коска која завршува околу скочниот зглоб кога е спуштена. Треба прилично да биде прекриена со долги влакна и кучето да ја држи наведната нанапред над грбот или настрана кога е припремно, будно, но некогаш спуштена кога се одмара. Ако е два пати прекршена, се смета за грешка. Судијата треба да ја види опашката над грбот еднаш додека суди. Оваа опашка има двојно превиткување и треба да добие казнени поени. Оваа опашка воопшто не е свиткана, што исто така е неправилно. Ова е добро носена опашка. Горните бутини треба да бидат добро развиени. Долните бутни мускули, затегнувачки, треба да бидат добро свиткани приближно 45 степени во однос на телото. Скочните зглобови треба да се добро развиени, јасно дефинирани и наместени приближно на 30% од висината на колкот. Задните нозе треба да бидат паралелни кога се гледаат од дрбетот во природен став, јаки, добро развиени и да не се свртени ниту навнатре, ниту нанадвор. Прави долни бутови се спорни. Дупло зглобно врзување, крављи став, е грешка. Крављиот став треба единствено да бидат одредени ако кучето немало можност правилно да се движи. Самоедот е куче со двојно крзно. Телото треба да биде прекриено со подкрзно од меки, кратки и густи влакна, со подолги и остри влакна кои растат низ него и го формираат надворешното крзно, кој штрчи од телото и не треба да биде виткано. Крзното треба да формира грива околу вратот и рамената, заокружувајќи ја главата, повеќе кај мажјаците отколку кај женките. Квалитетот на крзното треба да биде таков да е отпорен на време и на него да се внимава повеќе отколку на количината. Самоедот треба да биде чисто бел, бел и во боја на бисквит, крем или целиот со боја на бисквит. Сите други бои го дисквалификуваат. Трагите од чепите се сечат во една точка, предните и задните нозе се носат право нанапред кај патување. Долните бутни мускули не се свртуваат ниту нанапред, ниту наназад. Грбот треба да остане цврст, јак и рамен. Ситен и надуен од треба да се казни. Во овој случај имаме крављи став на нозете. Самоедот по природа е интелигентно, нежно, верно, прилагодливо, припремно, будно, полно со акција, спремно да служи, пријателски расположено, но конзервативно, не е недоверливо или срамежливо, не е премногу агресивно, не провоцира агресивност и таква агресивност мора строго да се казнува.
фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трпезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Ви треба ли храна за вашето милениче? Униагро ви нуди балансирана храна со врвен квалитет по најниски цени од брендовите Маестро, Краки, Гуру, Мега. Најдобрата храна за вашите миленици од Униагро. Каков карактер има сибирските самоеди? Сибирскиот самоед е разигран, грациозен, многу сака друштво на луѓе, добар е со деца, неговото движење е повеќе подскопнување, значи весел и разигран темперамент. Дали смее да покаже агресија? Не, како што напомнав, бил чуван за чување на стада на ирваси и го поседувал тогаш што инстинкт на чувар, но сега, бидејќи понатаму во расата не се барало да биде чувар, едноставно за миленик и за неговиот добар изглед не треба да поседува агресија. Тоа се казнува. Сега кај нас настапува топлото време, па како го здржуваат ова време сибирските самоеди? Па прилагодени се на големите температури, може би повеќе отколку другите кучиња, бидејќи знаеме дека кратковлакнесто и црно куче има повеќе проблеми во време на летни температури. Едноставно неговото крзно му служи како изолација и неговата бела боја исто одбива сончеви израци, а и како сите кучиња се митара, така да немат никаков проблем. Исто немат проблем со ниските температури, знаеме дека самоедот почнува да се треси на минус 70 степени. Овие кучиња не се агресивни, дали според вас треба се социализираат уште од мали? Па тие обожаваат да се во друштво на луѓе. Во секој случај се добри и во друштво на други кучиња, не покажуваат некоја агресија, но е во нивната карактеристика, доколку некој ги нападне, да не отстапуваат од борба. Има многу луѓе кои што сакаат да купат ново милениче. Што треба да знаат околу изборот на малечко кученце? Прво треба да знаат што сакаат од кучето, значи дали го чуваат за миленик, кои карактеристики треба да ги поседува, треба добро да прочитат, значи карактеристиките на самиот самоед и доколку сакаат изложбено куче, да побарат од одгледувачот, да им покаже педигретот, да се види да не има некое блиско крвно сродство, кое што може да покаже генетски мани кои не може да се поправат. Потоа треба, доколку се тврди дека кучето е шампионско потекло, да му покаже шампионат на купувачот и едноставно да знаат дека го добиле она што го сакале. А што правиме тука со кучињата кои што немаат педигре? Па, мислам дека тоа е упропастување на самата раса на сибирски самоед, бидејќи многу се јавуваат отстапки од самиот стандард и луѓето мислат дека имат бело куче и дека тоа е самоед. Уствари, секое мало куче е убаво и мило додека е мало. Најдобро, за да може да се знае во какво куче ќе прерасни тоа мало кученце, е да се видат родителите, бидејќи кога ќе порасни ќе личи на нив. Значи, Сонја, како да го научиме нашето кученце кога ќе дојде во домот околу неговите физиолошки потреби? Па, како за самоедот, така и за другите кучиња, тоа сака малце упорност, исто како и кај децата. Значи, доколку се измочка, со новини можеме да го, весници, да го научиме да натопиме дел од неговата мокрача, па да ја поместиме малце потаму и така кучето многу лесно ќе научи, бидејќи самоедите се доста интелигентни и брзо учат. Малце упорност и ќе биде се во ред. Сибирскиот самоед со долго влакно, па дали според вас е добро да се чува во стан? Да, самоедот е куче кое што е прилагодено да живее во стан, ќе сака прошетки, значи да изврши физиолошките потреби, но во секој случај е прилагодено да живее и во двор и во стан. Бидејќи сибирските самоеди се голема раса на кучиња, колку е тешко одржување на хигиената каде што живеат? Па во секој случај, дали се работи за самоед или било друга која раса, хигиената треба да биде на прво место, посебно во летниот период,
кога имаме инсекти и секогаш треба да биде хигиената број 1, додека хигиената на неговото влакно не е потребно многу често, освен четкањето, кое треба да биде секојдневно. Капење не се препорачува повеќе од 2 до 3 пати во текот на годината, може почесто, но без шампони, значи доколку сакаме во летниот период да го разладиме. Самото крзно не држи нечистотија, така да со четкање ќе биде доволно да се одржи неговата хигиена. Бидејќи ни кажавте дека овие кучиња ги чувате подолго време, на колку изложби сте биле досега и кои се вашите достигнувања? Па, ние се занимаваме веќе 17 години, додека броевме колку изложби, броевме, но сега веќе и самиот број не би можела да го кажам, многу често сме по изложби, дали како излагачи или како гледачи, кога се изложват нашите кучиња, значи нашите потомци. Имаме многу добри резултати, многу шампионати, многу интершампионати, специјалките ни се така омилени, бидејќи таму не се работи за други раси, значи се такмичат само самоеди и сите тие победи се многу драги. Но во секој случај, најдраго е кога добиваме повратна информација од сопствениците каде што имаме продадено кучина за нивните успеси, тогаш најмногу се радуваме, а ги имаме доста. Во главном нашите кучина се надвор од Македонија, ги има во Аустрија, Германија, Франција, Белгија, низ Балканот, Америка, Тајван. Значи во овие години многу кучиња и многу... Бидејќи долго време ги чувате овие кучиња, сигурно имате некои интересни случаи кои што би сакале да ги споделите со нас. Случките се секојдневие, како со сите кучиња, така и самоедите. Ете, например, нашиот мажјак Бадија, на Тина Биг Брадер, сака кога одиме во детскиот парк да се лизга на лизгалките. Така да се случува да дечињата му отстапуваат ред него да и го гледат. Кога одиме по Широксока и кога немаме намера да застанеме во некој кафич да пиеме кафе, тој веќе не влечи, така да седнуваме и тој ужива да гледа кога поминуваат луѓето, децата. Исто сака и многу да се крла на крлешка со децата, да влечи санки. Во секој случај има многу случаи. А го имате испробано тоа да влечи санка? Да. Значи, нивниот нагон, инстинкт за тргање на санки постои, го имат во генот, така да кога ни беа децата мали, ние тоа го направивме во градскиот парк. Еве имаме некои архивски снимки од наша камера и можете да видите како тие со задоволство влечат и задоволни се и децата и кучињата. Ајде да ве вратиме малку во детството. Дали се сеќавате на вашето прво милениче? Па, нашето прво милениче беше Леси, значи популарно наречено Леси, кое покажа агресивност. Потоа имавме и германска дога, Арлекин, која исто беше агресивна, па затоа баравме некоја раса која е пријателски расположена и према луѓето и према останатите и значи се одредивме за самоед кој плени со својот изглед. Бидејќи тука доаѓа крајот на нашата емисија, дали има нешто што изоставивме, а би сакале да го кажете за крај? Па бидејќи го представивме стандардот, тоа е тоа, постои кај луѓето верување дека има неколку видови, поточно 2 видови на самоеди, лисичи и мечест тип, то се предрасуди. Јас слушам за трет, волчест. Да, значи повеќе тип. Сето тоа се празноверија, значи она што го пре го спомнавме дека луѓето парат не водејќи сметка за изгледот на единките, се добиват такви значи типови на самоеди кои не се во стандард. Значи стандардот е еден и сите треба да се одиме према него. Овде сакам да напоменам дека одгледувањето треба да му се препушти на одгледувачите за доколку сакаме да биде самоедот унапреден и во нашата земја. Сонја, јас сакам да ви се заблагодарам за корисните совети што ги споделивте со нашите гледачи и за крај би сакал да ви подарам еден пакет од нашиот спонзор Елит кафе. Ви благодарам, ми беше мило што бевте гости во нашиот дом. Сакам да ги поздравам сите гледачи и да го повторам. Еднаш самоед, секогаш самоед.
животните дека мечката има листа за убивање, па сите се уплашиле. Еленот не можел повеќе да издржи, па ја запрашал мечката. Слушам, мечко, имаш листа за убивање? Имам. А мене има на листата? И тебе ти има. Наредниот ден го наоѓаат Еленот мртов. Волкот бил вториот што се уплашил и отишол и тој кај мечката да ја запраша. Слушам, мечко, имаш листа за убивање? Имам. А мене има на листата? И тебе ти има. Наредниот ден го наоѓаат и волкот мртов. Зајагот не можејќи повеќе да издржи, тој отишол веќе наредниот ден да запраша мечката. Мецо, слушам, имаш листа за убивање? Имам безајко? А мене има на листата? И тебе ти има безајко? А Мецо, ако ме паштаваш да ми избришеш листата? Може безајко, нема проблем. Паука, комуникацијата е се во животот. Затоа гледајте не наредната недела, на истото место во истото време. Чао, чао.